Општините до крајот на годинава ќе треба да обезбедат барем 100 плацеви за изградба на социјални станови за бегалци и мигранти на македонска територија, со цел подобра нивна долгорочна интеграција. Одлуката ќе треба да ја донесе владата, а парите целосно ќе се обезбедат од буџетот. Ова стои во акцискиот 10-годишен план на Министерството за труд и социјална политика за бегалци и мигранти, а кој вчера беше тема на јавната расправа во собрание. Пратеникот Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН поради ваквите предложени мерки побара повлекување на стратегијата и акцискиот план како пропратен документ. ВМРО ДПМН смета дека приоритет за буџетските и државните ресурси треба да имаат граѓаните и државјаните на Република Македонија. Затоа што и понатаму голем број на граѓани на Македонија и цели семејства се уште го немаат решено стамбеното прашање и домувањето. Повлекување на документот побара градоначалникот на Гевгелија. Добарателите на овие стратегии и акциони планови да престанат и нас да не повлекуваат водувањето на чадот, туку да тргнат во гасењето на огнот. Никој не бега од домот и мојарно. Нека ги стопираат војните, затоа што знаат на многу места имат интервенирано меѓународната заедница и големите сили да ги стопираат војните и да им остават на луѓето да се живеат во нивните краишти. Заменик министерот за труд и социјална политика пак, иако не даде ни една бројка за трошоците или за проектите, рече дека интегрирањето на бегалците ќе ни од корист. Може да има добитка од финансиските ресурси и човечките ресурси, како и со изнаоѓање на алтернативни начини за унапредување на административниот систем, ова да служи како платформа. Според акцискиот план, освен изградбата на 100 згради за домување на бегалците, се предвидува и обезбедување на образование, како и признавање на дипломите на бегалците за полесна интеграција во македонското општество. Предвидено е и помош за креирање на фирми кои ќе се јавуваат на јавните повици на владата, потоа да се олесни постапката за државјанство со тоа што нема да се бараат оригиналните лични документи, како и да се прават анкети за тоа какво е мислењето на граѓаните за бегалците.